Заев бара нов обвинител. За нас важно е обвинителот да се однесува по словото на законот. Јас сум убеден дека сегашниот обвинител тоа го прави. Инаку такви докази има против лицето Зоран Заев, што и вице брат му да обвинител, ќе му биде непријатно кога ќе ги види доказите. Од друга страна, ние сме подготвени за сите работи, за кои постојат сомневања, а се однесуваат на наши членови или раководни лица, да бидеме максимално кооперативни и да го почитуваме законот. Времето ќе искристализира многу работи. Ќе падне маглата, посејана од важните обвинувања, од драматуршките воведи на пресконференциите и настаните на опозицијата, кои даваат контекст на случувањата. Ќе паднат пердувите и ќе се види целата вистина. Ние тоа го сакаме. Времето е одговор на се. Во тоа сум убеден. Втор одговор на неговите услови. Смена на директорот на МРТВ. Замислете, главна фигура во државата стана директорот на МРТВ. И сега тоа е проблем зошто немало демократија во државата. Си викам, Бранко порано барем пообедливи услови и барања поставуваше, некако попаметно сето тоа се изведуваш. Туку ајде да не го спомнуваме, ќе треба СДСМ потоа да му се извинува повторно, а Жирновски да објаснува како без него немало да победи. Ги гледавте завчера, нели? Многу непријатно. Просто срам да те фати, вака како што ги гледаш. Им си испуштило, не го исекле како што треба, па толку се уплашени од Бранко, што дури и признаа дека ги сечат материјалите што ги пласираат во јавност, што е сериозен скандал сам по себе. Ама стравот им бил поголем. Си рекле, остај подобро дополнително да се избрукаме и да признаеме дека сечеме и монтираме, отколку БЦ да се поднаљути. А тој кога ќе се поднаљути, опасен е. Па може да почне да подсетува за секого од нивното сегашно раководство, да почне да им вади материјали, да подсети дека Верушевски превоз за него работеше. Значи, многу незгоден за нив. И ова си се повлекоа, си се попукаа по себе и веднаш престојување во битката против диктатурата. Трет одговор на неговите условувања, тој на крајот побара преодна влада. Во врска со ова, сакам да порашам дека барањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО ДПМН го неа. Ние сме сметале и секогаш ќе сметаме на народот. Ние сметаме дека народот е тој кој дава мандат и легитимитет на избори. И дека народот бира кој ќе формира влада, а кој нема да формира. Кој ќе биде во влада, а кој нема да биде. Со формирањето на преодна влада се отвора простор за сериозен преседан, кој потоа лесно може да биде предмет на конфликтност помеѓу партиите. Одат и понатаму, посебно Заев кој вели дека требало потоа да се решаваат големи прашања, и да се оди напред. Значи тоа е поентата. Па така бе, Заев. Кажи си директно, а не да ни заобиколуваш. Па и самиот знаеш дека тоа е поентата. На се ова што се случува, големите прашања, а не ти. Ти може само да шпекулираш, да креираш, дополнително да сечеш материјали, да ги рушиш позициите на државата свесно, обидувајќи се да ја искривиш реалноста. Кога сме веќе кај големите прашања, ние имаме јасен и дециден став и не ни треба ни преодна влада, ни ништо за да ни држи страв или за да креира решенија кои ќе треба на сила да се иструкаат. Нашиот став е објавен во нашата програма